Фестивалот за камерен театар Ристо Шишков бил оставан на маргините и од Министерството добивал минимален буџет за разлика од многу новоформирани театарски фестивали, рече министерот за култура Роберт Алагјозовски. Тој вели дека Министерството изминатите години имало задоволителен буџет, но парите не се делеле правилно, со што се нанесувала огромна неправда на манифестации со реноме и традиција. Јас се изненадив кога видов дека Ристо Шишков по однос на буџетот е држен многу ниско, а некои ново настанати манифестации добивале двојно или тројно повеќе буџети. За нас не е проблем да една манифестација биде поддржана. Лошо ако биде поддржана на начин што нема да ја овозможи да си ја исполни својата мисија, а од друга страна сме многу против да се пумпаат буџетите и со тоа да се одлеваат парите на државата преку разни несоодветни трошења. Според Алагјозовски, последниве неколку години се намножиле премногу театарски фестивали и за нив ќе биде потребна ревизија, особено во делот на распределбата на средствата. Секако, прво затекнуваме една ситуација на преголем број на театарски манифестации и фестивали. Се доведовме во ситуација да секој театар има свој фестивал. Во моментот има преку 30 театарски фестивали, така што ова општа мултипликација на институциите и манифестациите од културата на претходната власт, еве и ние ја затекнавме. Како што има премногу факултети, како што има премногу катедри, премногу универзитети, на тој начин, значи има и премногу фестивали. Се разбира за еден реномиран фестивал кој што има долгогодишна традиција и профил поврзан токму со денешниот ден со независноста на Република Македонија, нема сомнение дека тој фестивал треба да продолжи. Меѓутоа, прашање е дали сите тие ново настанати фестивали и фестивалчиња ќе го издржат сериозниот тест на времето и на потребата од нив. Алагјозовски во емисијата Визави на телевизија ВИС рече дека Министерството ќе најде начин сите манифестации за кои што има докази дека биле маргинализирани минатите години, да го добијат заслуженото внимание и поддршка од Министерството за култура.